Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте во новата сезона на политичкиот магазин Пулт на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова и ќе ве водам низ најактуелните политички случувања секој петок од 11 до 12 часот. Изминатата недела, која беше особено стресна за Скопјани поради земјотресите, одбележа и неколку значајни настани на политички план. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во интервју за порталот Нова ТВ се обиде да ја профилира својата партија како најалбанска меѓу албанските, најавувајќи дека СДСМ на изборите на 11 декември ќе освои повеќе гласови и од ДУИ и ДП. Ова свое уверување Заев го темели на понудата која ќе ја даде неговата партија. Меѓу останатото, Заев повторно го реафирмираше ставот за воведување на употребата на албанскиот јазик на целата територија на државата. Еве дел од неговите ставови. Јас зборував за употребата на албанскиот јазик. Не губам јас како граѓани на Струмица, кои што сме 94% македонци. Останувате на таа изјава? Значи, една работа да се знае. Прагмата во Македонија мора да биде следена. Не губам јас ништо како македонец. Ни па граѓанинот на Штип, на Скопје, кој што е од македонскиот етнички корпус на граѓани. Ако бабичката од Гостивар, за да добие социјална нега од трето лице, се обрати на албански и биде одговорено на албански. Не губиме ние ништо од тоа. Или детенцето што учи музичко во Куманово, тоа е една иницијатива која што е подржана од нас. За да може да дојде до средно образование музичко, мора да помине во основно музичко и да научи теорија и солфеж на албански јазик, оти он не знае македонски. Ако има талент, значи тоа дека не треба да биде музичар тоа дете, оти е турче, оти е србинче, оти е, не знам, албанче. Само во Македонија се замараме за овие прашања. Не губи ништо македонецот, ако некој го добие своето право да се инкорпорира подеднакво во нашиот систем. Гледам и зборувам отворено за овие работи. И јас го кажав примерот со мојата ќерка. Значи, моите фирми, фирмите на Заеви, соработуваат со клиенти македонци, но и со албанци. Ако таа одлучи да учи албански јазик и треба да учи, ќе прави бизнис после тоа, ќе заработува, ќе има пари од тоа. Не порака. Сметам на албанските гласови за СДСМ, за коалицијата предводена од СДСМ. Без разлика дали ние ќе имаме коалиција со албански партии или не. Јас сметам на албански гласови во овој процес на избори пред кој што сме исправени. И очекувам СДСМ да добие најмногу албански гласови, па после некоја друга политичка партија од албанскиот блок. И ги имаме сите причини на светот тоа така да се. За оваа денешна тема на нашата покана не одговори екс-новинарот Мухамед Зекири, кој неодамна беше избран во највисокото раководство на СДСМ. За него оставаме празно столче во студиото на Радио Слободна Македонија. На темата ќе разговарам со господинот Филип Петровски, директор на Државниот архив и доктор на политички науки. Почнуваме веднаш по музичката пауза. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Како што најавив за реафирмираната идеја за двојазичност во Пулт на Радио Слободна Македонија разговарам со докторот на политички науки Филип Петровски. Филип, добре дојде во Пулт. Добро најдов, благодарам за поканата. Филип, по интервјуто кој го даде Заев пред 3 дена, многумина прво реагира со една доза на надеж дека сепак се работи за уште еден политички гаф, недоречено за некоја грешка во начинот на кој што лидерот на СДСМ ја објасни целата таа идеја за употреба на албанскиот јазик на цела територија, но откако следниот ден ги повтори идентично ставовите кои што ги има за ова прашање и тоа од Прилеп. Прво го негираше СДСМ дека лошо сме го разбрале, па после го дообјасни Заев СДСМ. Да, прочитавме еден демант. Да. А потоа Заев го демантираше демантот, па свативме дека всушност лидерот на СДСМ точно знае што сакал да каже и која е всушност политичката стратегија која што ја презентирал, а се потсетивме на интервјуто кое неодамна го даде за една косовска телевизија во која за прв пат ги начна овие прашања, овие идеи и оваа стратегија за привлекување на албанскиот електорат. Се работи или за промислена стратегија? Да, се работи за стратегија промислена, но не од него. Она лутка, папет, која што ја спроведува стратегијата. Таа стратегија е своевидно продолжување на се она што го прави СДС без М во последните 25 години во Македонија. Тоа е своевидна идеолошка
реализација на територија на Република Македонија на она што беше зацртано кон крајот на 19 век со Призренската лига. За жал, Призренската лига и идејата за голема Албанија не ја спроведуваат само албанците, туку една голема светска сила која што сака на тој начин да го држи овој регион во заложништво, но не само регионот, туку да речеме од онаа стара Австро-Унгарија до Отоманското царство, да поседува чип во рацете кој што ќе ги балансира или дебалансира односите кои што се воспоставени во овие нови држави после тие промени од крајот на 19 и почетокот на 20 век. Практично, ЗАЕФ е онаа компонента што се бара за дестабилизација во Република Македонија, денешната територија на Република Македонија, но да не го абсолвираме, односно да не го обвинуваме само него, он е дел од политичка структура која што 25 години тоа истото го прави. Аргументацијата може да ја дадам на повеќе примери кои што се поврзани со локални проблеми, односно со локални единици кои што коцка по коцка ги посложува како што одговараат на идејата за Призренската лига за голема Албанија. Дали ова најрадикалната идеја по територијалната подоба 2004? Не, ова е филозофско-политички продолжеток на една идеја многу постара, ви велам, од 19 век, идеја скована од немакедонци и на штета на македонскиот народ и македонската територија, која што ЗАЕФ ја спроведува. Не само што знае што спроведува, туку тој е на некој начин и изберен да ја спроведува таа идеја и на некој начин е продолжеток на целата политика на СДСМ после 1990 година. Да ве потсетам ли дека Бранко Црвенковски не сакаше да се интонира македонската химна без југословенската химна? Да ве потсетам ли што се случуваше во 96 година со тогашната нова територијална поделба? Па после тоа 2004 и Струга и Кичево. Се тоа фази кои што ако немаме доволно познавање или доволна концентрација или ако немаме доволно голема желба да ги видиме, поминуваат како неповрзани епизоди. Всушност гледаме серијал на штета на македонската држава и македонскиот народ. Многу ми накеричат, ова е визионерска идеја кога станува збор за создавање на едно мултикултурно општество во кое ќе имаме взаемно почитување меѓу различните етникуми и оние кои што ќе критикуваат идејата на ЗАЕФ ќе бидат оцрнати или обвинети дека се преголеми националисти или дека имаат ништо против да моето дете го познава албанскиот јазик или да децата албанци го познаваат македонскиот јазик, бидејќи ЗАЕФ токму тоа го говори дека нема потреба да го знаат децата албанци македонскиот јазик, треба го знаат само нивниот. Значи, дали се националисти сите оние кои ќе речат, чекајте, во ред да се познаваат јазиците, но ова е едно друго прашање. Има разлика помеѓу изучувањето на меѓусебните култури и воведувањето на нови правила во целата администрација, во целото функционирање на државата. Знаете што, јас ќе ви одговорам со една историска паралела на Каравангелис. Кога бил пратен од грчката држава во Егејска Македонија за да создаде услови за поделба на Македонија кон крајот на 19 век. Тој, според неговите мемуари, сватил дека е многу јако македонското движење. Што направил Каравангелис? Бидејќи не реагирала бргу грчката држава и не му праќала доволно пари и војска, тој решил да најде предавник. И предавникот го нашол во Коте од Рулја. Што направил Каравангелис? Му ги школувал децата на Коте во Атина. Му давал плата, а за децата му давал по 2 златника и му рекол, они ќе бидат елитата, до елитата на грчката држава во Атина. Во своевидно продолжение, ЗАЕФ е новиот Коте од Рулја. Само неговите деца сака да ги школува или во Тирана, или во Приштина. Јас немам ништо против да се ги школува таму децата.
Но сакам да му порачам од тука и од било каде што ќе го сретнам, јас или било кој македонец, дека Коте од Рулја Чакаларов го чекаше за да му пресуди. Затоа што оваа земја, Коте од Рулја, нема право да ја раскрчмува. Ова е земја на македонскиот народ. Ќе ве подсетам, ние имаме овдека замена на тези, дека ние сме националисти, а националистите дека се граѓани. И не само што не се националисти, него се фашисти, а се представуваат како граѓани. Оваа држава беше формирана на 2 август 1944 на заседание на АСНОМ како држава на македонскиот народ. Новите котевци од Рулја, кои што 2001 година не спречија да прогласиме воена состојба и да се пресметаме воено со сите што ја нарушуваат унитарноста на оваа држава, сакаат да ја представат Македонија дека почнала од 2001. Не. Македонија почнува како држава најмалку од 1944 година. И се погласно слушам и стојам за тоа дека треба да се вратиме на принципите на Асномска Македонија, која што не ја градеа само ВМРО и десничарите, него ја градеа и левичарите. А она што се промени од 1944 година во 2001 и што сега сака Заев дополнително да го промени, нашиот нов Коте од Рулја, е токму тој принцип што го воспоставија како израз на 10 века борба за македонска држава. Знаете што кажа Панко Брашнаров на тоа заседание? Дека е горд што после 10 века срам од укинувањето на Самуиловата држава може да каже дека ја чувствува слободна Македонија и дека го чека обединувањето на целиот македонски народ. Ми дошол некој Заев тоа да го укинува? Ќе се соочи со македонскиот народ. Ќе се соочи со сите нас. Извинете, ја дека не зборувам како политичар. Јас зборувам како Филип Петровски, сакам да знае Заев, дека знаеме што прави и дека ќе го снајде судбината на Коте. Филип, Заев во интервјуто јасно и јавно ја направи таа партиска калкулација дека СДСМ сам не може да победи на изборите и дека му се потребни гласовите на албанците за да може да достигне одреден број на гласови. Не е прв пат СДСМ да се додворува, меѓутоа мислам дека е прв пат една политичка партија од македонскиот блок да настапува со програма за освојување на албански гласачи или обратно, никогаш партија од албанскиот политички блок не настапувала со програма која што би освоила македонски електорат. Можно ли е да е ова некоја успешна формула која што ќе излезе успешна на 11 декември? Не е ова бенигно однесување и не е ова политичко однесување. Ова е мощна опасна концепција, затоа што да ве подсетам 2001 година донесен рамковен договор на штета на македонскиот народ за да се спречи не граѓанска војна, туку агресијата од Косово. Принудени беа нашите тогашни корумпирани политичари од македонскиот блок да прифатат нешто што ден денеска има свое ехо, но не се да го ставиме тоа за други анализи. Рамковниот договор, кој што е многу по-поволен, да речеме, од правата што треба да ги стекнат србите во Хрватска. Имено таму треба да бидат 30% во еден Вуковар, за да може да постават табла на српски. Тука мора да бидат 20%, само 20%, за да може ги остварат сите права. Значи, на штета на македонскиот народ, во Хрватска 1/3 од населението безмалку треба да биде, за да може да се оствари позитивна дискриминација, кај нас 1/5 треба да биде за да имаме позитивна дискриминација. И војната ја спречивме. Како ја спречивме? Нека цени историјата. Но сепак се спречи и се постави еден корпус од кој што нема бегање. Иако да речеме ние немаме попис затоа што албанците се помалку од 20% во Македонија или некаде под 17%. Но и тоа е друго прашање. Сега нашиот Заев, тоест Коте од Рулја денешен, сака да го укине рамковниот договор и да воведе нови права. Тој човек треба некој да му каже дека со ова може да предизвика граѓанска војна и дека македонците немаат избор туку да се бранат и дека не се сведува се и животот наш, на сите нас, на изборите во декември.
него треба да живееме и после декември во Македонија. И кога ќе знам дека сите албанци, тие што сакале музичко да учат во Прилеп, го знаат македонскиот јазик, тогаш треба да размислиме што понатака и дали ние како држава не сме држава со најмногу права за малцинствата во Европа. Значи, чекајте малку, дајте да направиме компаративни анализи. Како е во Бугарија, како е во Србија, како е во Босна, како е во Франција. Дајте да видиме како е во Грција, како е во Албанија. Тој коте од рулја, тој Заев, дали знае што прави? Он точно чита што ќе му кажат, но дали знае во каков ризик го става целиот македонски народ и целата македонска држава? Време е некој да му каже дека е на многу опасна територија. Ќе загуби ли дел од македонскиот електорат после ова? 100%. Но ја ви кажувам, изборите не се последната точка и крајниот ден од нашите животи. Тој Заев ќе биде, тој коте од рулја ќе биде и утре тука. Тој ќе биде и утре дента, после изборите тука. Тој ќе ја продолжи неговата политика. Тоа е тоа што е опасно за македонскиот народ. И македонскиот народ треба да му каже не, стоп, доста беше Заев. Може ли да се толкува дека и албанските партии, ДУ и ДП, се загрозени од ваквите изјави на Заев, затоа што тој поставува порадикална програма од онаа кој тие ја пласира? Не сум сигурен дека може да ги загрози, бидејќи гласањето е традиционално, гласањето е групно. Сум бил наблюдувач во екстремно чисти албански средини, каде што не може да добие ниту еден глас македонски кандидат. Мислите дека ни персоналните решенија кои ги прави Заев не можат да влијаат на тоа? Зекири и оној другиот, како се викаше, што ги стави таму, што бараше крв по улици, умовара што го ставија кај Оливер, не знам како се викаше. Вие мислите дека тие се интелектуалци и луѓе на добар глас меѓу албанците? Дали можат да привлечат дел од албанскиот електорат? Знаете што? Еве да ви кажам што ќе направи Заев сега. Заев ќе направи победа на ВМРО. И јас се радувам што го прави ова од политичка гледна точка. Затоа што делот што ќе го извлече од албанците, ќе го загуби од македонскиот дел, кој што ќе се претвори во ВМРО. Разликата ќе остане иста, а може да ги ослабни само албанските партии, што на ВМРО ќе му ја олесни позицијата за формирање на влада после 11 декември. Би го коментирала овој дел околу влезот на X новинарот Мухамед Зекири во СДСМ, токму затоа и се обидов да го донесам денеска во ова студио околу какви програми тој ќе донесе и дали е тој еден од креатурите на оваа политика која што ја пласираше Деновиве Заев, но не успеавме. Може би во некоја следна прилика ќе можеме неговото мислење да го слушнаме, но би сакала и од еден друг аспект да го искоментираме ова. Во изминатите година и пол-две бевме свидоци на жесток напад од СДСМ и од нивното највисоко раководство кон дел од медиумите кои што не работат под диктат на оваа партија. Од друга страна сме биле во иста просторија кога Заев со прст покажувал кои се професионални новинари кои го заслужуваат нивното внимание, информации, папки со прислушувани разговори и така натаму, и секогаш во првите редови бил токму Мухамед Зекири. Сега го гледаме на платниот список директно вработен во партијата. Дали тотално се демаскира аршините на Заев за избор на професионални новинари, особено сега во овој сензитивен предизборен период, кога медиумите се под мониторинг, кога им се закануваат високи казни, сите новинари се плашат што ќе објават. Гледаме ли конечно какво е тоа професионално новинарство за кое се бори СДСМ? Знаете што? Заев е човек со многу низок коефициент на интелигенција. И тој без точно скицирани работи, односно точки што треба да направи во денот, верувам дека не би можел нити сам да се прехрани, односно да се нарани. Така што ова што тој го прави е исцртување на една
повторно ќе кажам поширока слика која што ги надминува неговите капацитети. Ќе потсетам дека Заев беше убеден кога странските служби му ги дадоа овие телефонски разговори, кои што Верушевски исто така во соработка со странски служби ги обезбеди незаконски. Тој беше убеден дека за 3 дена ќе падне владата. Помина 2 години, точно 2 години од моментот кога тој го уценува Груевски да си оди. Јас не гледам нити промена во расположението кај граѓанството, ниту гледам промена во подршката која што има ВМРО или СДСМ. Што тој направи понатак? Имаше погрешна перцепција која што се базира на американските искуства. Тие сметаат дека мора да се, воведе балансирано, иако не знам што е тоа балансирано известување од страна на новинарите, затоа што евентуално вашиот став денеска многу ќе влијае врз гласачите. Македонија не е Америка. Овдека се гласа по фамилиарен род. И ќе ви кажам како. Имате 2 линии, 2 концепции. Едната концепција е коте од рулја. Значи, дали биле фанариоти или блиски до фанариотите, или екзархисти па пробугарски, или што ја знам, значи фамилии кои што ако им го извлечете коренот 3-4 генерации наназад работат против Македонија. Од друга страна имате ВМРО-вци. Не во смисол на партијаши, туку во смисол на припадници на онаа подземна република која што ја создаде денешна Република Македонија. Еве еден пример. Панде Лазаревски кој што ја водеше, односно Панде Петровски кој што ја водеше како генерал одбраната на Македонија во 2001. Неговиот татко е учесник во Втората светска војна, неговиот дедо е учесник во Илинденско востание. Значи тоа се фамилиарни традиции кои што вие не можете ги смените. Никој од нашите семејства не може да биде коте од рулја. Не го осеќа како свое. Не можете вие што и да му кажете да му го смените преку радио или телевизија неговото мислење. Тоа може да варира до некаков бес, нервоза или абстиненција од гласање, но мислењето нема да му го смените. Така што таа имплементација на притисок врз медиумите ќе заврши катастрофално по нив на овие избори, затоа што граѓаните се веќе определени. Што сакате зборувајте им, за коте од рулја не гласа автентичниот ВМРО-вец. Никогаш. Апропо тоа, припадникот на некакво фанариотско наследство, на некакви соработници на Каравангелис, никогаш нема да гласаат за ВМРО. Така што јасно е поделена сликата. Каде лежи проблемот? Проблемот лежи што 500.000 луѓе, и овој пат мислам и нешто повеќе, можеби и 600.000, се оној здравиот столб, кој што онаа подземна република ја создава во реална република, кој што не може да го разбиете, не се предомислува, не се откажува пред закани и е спремен да ја брани не само со глас, туку и со стас и со оружје оваа тешко стекната слобода. Тука е проблемот. Вие почнете од утре сите да работите за Заев, нема да има помалку гласови во ВМРО да помане. Што сака Заев, соопштувајте во негова корист. Нема да има помалку гласови. Сите знаат што значи слободата и оваа држава и како е стекната. Дома им кажувале татковците и дедовците. Тоа е разлика. Таму е таа пропаганда, односно идеологија вкоренета во гените. И Заев, соодветно на коте од рулја, ја игра улогата. И он знае дека игра улогата. Тоа е он. Тоа е он. И нема да се смени. Филип, ако ги знаеме анкетите кои го потврдуваат тоа што вие го говорите, дури и последните истражувања на 100-90 дена пред изборите покажуваат дека речи се не променет рейтингот на ВМРО-ДПМН од пред политичката криза, изборите 2014 година и она што сега го имаме како бројки, а исто така и со СДСМ, значи не само што ВМРО не паѓа, туку и СДСМ нема никакво поместување нагоре. Тие рейтинзи сигурно не сме ги виделе само ние новинарите или само вие поддржувачи или функционери во
во ВМРО ДПМН, претпоставам дека анкетите ги има и СДСМ. И амбасадите. И амбасадите, но што е тогаш променето од 24 април, кога беше јасно дека СДСМ сака да ги одложи изборите заради рейтингот, 5 јуни, кога беше јасно дека СДСМ има и меѓународна поддршка за да се одложат изборите до некои подобри времиња за партијата, што е различно од тогаш до сега кога имаме 11 декември закажани избори на кои е известен резултатот. Зошто сега би имале избори? Тоа е прашање кое што буквално сите кои што ја следат политичкава сцена си го поставуваат. Што се промени во меѓувреме? Во меѓувреме се промени, ако дозволите, и по стручна линија може да го коментирам тоа. Во меѓувреме се промени геостратешкиот баланс во поширокиот регион. Не успеа државниот удар во Турција, кој што нема да го коментирам во смисол дали Ердоган добар или лош, тоа не интересира во моментов. Тоа е за друга тема и за друга дебата. Но не успеа насилното променување на поредокот кој што има свои концентрични влијанија во регионов. Исто така, стратегијата која што беше примената во Хрватска иста, а е иста како стратегијата во Македонија, беше многу поуспешна. Го собори Карамарко и ХДЗ за 3 месеци, но се одржаа избори и повторно ХДЗ победи. Значи, се менува драматично во регионот, влијанието опаѓа на една амбасада, која што исто така е пред избори во ноември дома. Сега се брза да се спроведат тука изборите, затоа што јас очекувам големи промени и таму, во Америка, после изборите. Со доаѓањето на Трамп, многу сериозно ќе се пореметат плановите на Сорос, Усаид, Клинтонови и целата меѓународна инфраструктура која што себе се смета за светски водач или нов светски поредок, во смисол на уништување на семејна вредност или во смисол на уништување на државни граници. Значи, таа политика ја доживеа својата кулминација прошлата година и некаде до обидот за државен удар во Турција, каде што доживеа тотален колапс, тотален крах, кој што не смеат да го признаат и ќе биде домино ефектот после Америка и врз Европа, така што сега брзаат за да колку толку го затворат прашањето да не им стои коте од рулја господинот Заев во една нејасна позиција. И практично ја покажува целата мизерија, целата трагедија во која што бевме ставени 2 години. Се бара 500.000 фантоми, најдовме 30.000 од кои 27.000 албански фантоми, кои што се реално фантоми, тоа се механички доселените косовари, кои што имаат задача добиено да има двојни или тројни државјанства за да се мисли дека има 6 милиона албанци во регионов, а ги нема. Но сите молчат за тоа. Молчи и таа амбасада. Каде се 500.000 гласови кои што ги тврдеше Заев дека гласале за ВМРО фантомски, што беше најголемата небулоза и идиотизам во политичкото живење во последните 25 години во Македонија. Сега тоа мора да го затворат. Во меѓународен контекст. Ако не го затворат, ќе имаат уште едно отворено прашање. Доволно име што имаат проблеми во Србија, таму не ги слуша премиерот. Сега ќе имаат повторно проблеми и во Хрватска, бидејќи ХДЗ знае кој го рушеше. Проблеми во Турција колку сакаат. На повидок им се проблеми и во Црна Гора, и во Босна, па и во Албанија и Грција. Мора некаде нешто да затворат. И мој предлог на тие што ќе преведуваат и ќе анализираат, нека се повлечат од Македонија. Не да не бидат тука. Нека бидат, но нека не третираат како рамноправен партнер. Треба да се договараат за стратешките интереси глобални, но и наши домашни како рамноправни партнери. Нека престанат да наметнуваат типови како Заев,
тоест коте од рулја, не проаѓаат кај македонскиот народ. Стратешките интереси на Македонија се ни променати во изминатиот период, не гледам зошто би не би се преговарало рамноправно околу тоа. Филип, што до 11 декември ќе бидат ли настапите како вчерашниот на Катица Јанева носачката кампања која што ќе ја гледаме во следните дни? Да, Катица Јанева е испостава на СДСМ. Вчера имавме невидена провокација од страна на албанскиот обвинител во незиниот корпус, затоа што албанскиот обвинител ќе обвинува македонци кои што сакаат да спречат бришење на црква. Има етнички предзнак тука, така гледате? Има, да, јас така гледам. И не отстапувам од тоа дека е таа провокација намерна. Во исто време сакам да ја подсетам и Катица и другите околу неа, и Фатиме, дека за тоа што обвинуваат, 13-14 луѓе за центар, имаат да погледнат канцеларијата на председателот, каде што има стотици луѓе на платен список на Сорос и нивни извршители од точно 78 невладини организации. Исто така да отидат да ја погледнат Порта Македонија, па да видат што е девастација намерна на исти начин. И кој ќе постават еднаков аршин на овие што биле во центар со оние што биле пред Порта Македонија, тогаш во моите очи ќе бидат објективни, како што сакаше Ленче да каже, биле објективни. Мислам дека никој не ни очекува специјалното обвинителство да преземе ништо околу тие насилни протести, но ја прочитав некои од коментарите од луѓе кои што биле инволвирани во шарената револуција, велат со ова што вчера го направи специјалното јавно обвинителство, му ги одврза рацете на редовното јавно обвинителство да си постапи најрадикално спрема оние кои што многу поголема штета нанеле во изминатиот период. Се чини дека се буди свесноста и кај нив дека овој потек воопшто не оди во прилог на Па знаете ли што се случи вчера? Вчера се случи една работа што треба да ја знаат тие што беа злоупотребени на улица. Желбата за власт на коте од рулја ги жртвуваше сите оние што фрлаа по споменици, затоа што има тоа се вика намалена свест. Значи, видогледот не му е како што гледаме нормално, него гледа низ тунел, како да го повреди ВМРО, не гледајќи во една посериозна во еден посериозен стратешки приод што околу себе прави. Да, точно, Заев вчера преку Катица ги жртвуваше сите оние што ги уништуваа македонските споменици. И знаете што? Спомениците ќе ги исчистиме и ќе останат. И тие се гордост на македонскиот народ. И ја мислам дека треба на сите тие што учествувале во рушењето на тие споменици да им се пристапи благо и ако може и без казни. Не треба се казнуваат. Треба да му се остават на Заев. Тој ги лажеше дека треба тоа да го прават, а тој сега ги продаде. Филип, ти благодарам за денешната политичка анализа во Пулт на Радио Слободна Македонија, ми беше задоволство. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас во ова прво издание од новата сезона на политичкиот магазин Пулт. Ве поканувам да останете на брановите на Радио Слободна Македонија и да бидете повторно со овој магазин следниот петок во терминот од 11 до 12 часот. Ова денешно издание ќе можете да го прочитате и да го слушате повторно на rsm.mk. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на Пулт на Радио Слободна Македонија во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Пријатно. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.